Утрински стихови од Библијата. 5 декември. Тој се создал и се одржува во живот. Ти си единствен, Господи, и го создаде небото, и небесата над небесата, и нивната војска, земјата и се што е на неа, морињата и се што е во нив. Ти го оживуваш се тоа, и небесните војски ти се клањаат тебе. Неемија 9:6. Најефективниот начин да се поучат незнабожците кои не го знаат Бога е преку неговите дела. На овој начин, многу полесно отколку со кој било друг метод, тие можат да ја сватат разликата помеѓу нивните идоли, делата на нивните раце и вистинскиот Бог, Творецот на небото и земјата. Едноставноста и чистотата на овие лекции, земени директно од природата, ги прави од најголема вредност не само за незнабожците, туку и за останатите. Децата и младите, учениците од сите возрасти, имаат потреба од лекциите што треба да се извлечат од овој извор. Самата убавина на природата ја води душата подалеку од гревот и светските привлечности, кон чистота, мир и кон Бога. Поради оваа причина, обработката на почвата е добра работа за децата и младите. Таа ги доведува во директен контакт со природата и Богот на природата. И за да ја имаат оваа предност, треба да има во нашите училишта, колку што е тоа можно, големи цветни градини и доволно земја за обработка. Во светот на природата, Бог го ставил во рацете на луѓето клучот за отклучување на ризницата на неговата реч. Невидливото е илустрирано преку видливото. Божествената мудрост, вечната вистина, бесконечната милост можат да бидат сватени преку работите што Бог ги создал. Нека умот се развие до својот максимален капацитет, а физичките сили да се обучат за практичните должности во животот. Но поучете ги и дека Бог го направил овој свет убав, бидејќи ужива во нашата среќа. И дека поубав дом се подготвува за нас во светот каде што нема да има повеќе грев.